студиото со вас, Славица Арсова. Добро вечер. Се прават последни подготовки за ставање во функција на објектот Пониква за рехабилитација на повредените од пулс. Новата директорка на Кочанската болница вели дека веќе почнало реновирањето на болницата, а секојдневно пристигнуваат и компресивните облеки и дополнителна опрема за третман. Гледаме дел од разговорот кој го водевме во тема на денот. Однос на реконструкцијата веќе започна. Од петокот е веќе започнати се работите на терен во делот на физикалната терапија. Тоа е површина од 350 метри квадратни. И според динамиката на изведувачот, значи реконструкцијата се одвива во соработка со владата на Република Македонија спрема потребите на пациентите кои што во моментот се лекуваат во Кочанската болница, кои што ја обавуваат физикалната терапија, и се одлучивме да започне таа од физикалната терапија, бидејќи е најнеопходна во моментот, така да според динамиката на процесот на реконструкција и на реновирање, значи се очекува во текот на наредна недела, значи водоинсталацијата, електричната мрежа, понатаму следуваат ѕидовите и подовите и комплет, значи некаде се очекува за 3,5 до 4 недели да биде финализирано. На какви третмани ќе бидат пациентите кои што ќе одат во Пониква? Дали тоа ќе бидат медицински, дали тоа ќе бидат социјални во смисла повеќе на дружење, дали тоа ќе биде повеќе заради психолошка поддршка? Која е идејата на отворањето на овој центар, затоа што критичарите велат таму нема услови за реално за здравствена нега на пациенти? Доаѓа лето и тие нема да имаат класичен одмор како што го имале до сега. Нема да може да се изложуваат на сонце и на високи температури, а исто така ангажираме цели семејства кои што треба да ги носат до болницата до Кочани или до Штип за физикална медицина и терапија, кои што проблемите со паркинг, проблемите со чекање и особено заради тоа што се поголема група и дека ќе мора тоа да го обавуваат и во часовите кога баш е најтопло. И од таа причина се дои потребата дека значи ние да одиме кај нив, не тие кај нас, значи тимот кој што обавува физикалната медицина, а најпотребна им е психосоцијалната поддршка, да им биде достапен и да бидат на едно место, затоа што им фали моментот на социјализација. Кочани на врвот на приоритетите на новиот министер за здравство. Азер Али утре оди во посета на градот погоден од мартовската трагедија, каде условите во болницата се загрижувачки. Иако информатичар најавува дека нема да лечи, туку ќе менаџира со системот преку 5-столбна реформа. Кочани приоритет на новиот министер за здравство. Азер Али утре ќе оди во посета на градот кој се уште живее со последиците од големата трагедија на 16 март. Какви се условите во болницата? Каков кадар недостасува? Може ли да се работи во објект кој не е реновиран повеќе од 40 години? Решенија за овие проблеми се очекуваат од првиот човек во здравствениот систем. Ние овие денови ќе бидеме во Кочани. Тие средби нема да бидат средби во кои што ќе одиме заедно со новинари. Идејата е да бидеме заедно со граѓаните и реално да ги согледаме и да ги видиме потребите во кои што ги имаат. Утре имам средба со директорката на болница Кочани, така да затоа ќе почнам од таму. Прв приоритет ни е Кочани, понатаму сите такви или слични ситуации кои за жал ги имавме во минатото. Алиу е во министерскиот кабинет една недела. По самиот избор имаше бројни критики како информатичар ќе го лечи здравствениот систем и дали тоа е вистинското решение за соочување со големите проблеми во секторот кои бараат итни мерки. Јас сум доктор по информатички науки, не сум лекар, но позицијата што ја имам во моментот е менаџерска позиција, така да јас нема да оперирам срца, туку ќе креирам системи во кои што ќе бидат оптимални, отчетни и навремени, така да ќе креирам систем за да може лекарот или кардиологот да оперира срце во реално време со добри инструменти, отчетност кон граѓаните, а не листа на чекање. Иако информатичар, Алиу веќе направил амбициозен реформски план за поправање на здравствениот систем. Неговата програма има 5 столба. Ке ги мапира потребите во здравството каде што недостасува. Платформа за следење на перформансите на болниците. Професионален развој на кадрите. План за одржливо финансирање и дигитализација. До сега сите министри за здравство тргнувале со планови и програми, од кои најголем дел останале само на хартија. Од конечно решавање на сообраќајниот хаос на клинички,
До минимум критериуми за набавка на терапија се реалните проблеми кои го дочекаа Алиу во секторот. Сења Димитровска, Сител телевизија. Обвинителството ќе ги прими на средба и ќе им го појасни обвинението на семејствата на жртвите од ПУЛС. Тие вчера од маршот побара обвинителите да им кажат кој е ослободен од понатамошна постапка и зошто. Партиите продолжија со обвинувања. Јавното обвинителство најавува средба со семејствата на жртвите во Кочански ПУЛС по поднесеното обвинение на крајот од оваа работна недела. Од обвинителството велат дека се подготвени на секое семејство прецизно да му објаснат детали од постапката во која во моментов се опфатени 34 лица. Јавното обвинителство стои на располагање и доколку семејствата имаат такво барање во следните денови ќе организира средба на која ќе ги информира за сите аспекти од поднесеното обвинение без да ја наруши натамошната постапка. Воедно блиските на жртвите кои беа на претходната средба во обвинителството добија и директен контакт и им беше посочено дека сите семејства на жртвите можат во секој момент во обвинителството во Кочани директно да се информираат за текот на постапката, велат за Сител од основното јавно обвинителство. Опозицијата и денеска бара одговорност од врвот на МВР. Намерата на ВМРО-ДПМН беше јасна. Да се амнестираат од одговорност сите, со цел таа да не стигне до директорот на Бирото за јавна безбедност Александар Јанев и до Тошковски. Сега, откако јасно дека директната одговорност е во МВР и актуелната власт, оставки и кривична одговорност за врвот на МВР мора да има. Помина времето кога каблите беа виновни за пожарите, врати владеачката ВМРО-ДПМН. Додека тие посочуваа кабел за виновник за модуларната болница, тука има правда втемелена на наоди на обвинителство и полиција, кои работат и слободно без притисоци. Работат без штитење на функционери, како што впрочем Заев на времето го штитеше Филипче. Освен основното обвинителство, постапка за пожарот во Кочани води и обвинителството за организиран криминал, кое во акција на почетокот на неделава приведе 13 полициски службеници кои биле на служба вечерта за време на пожарот. Александар Спасовски, Сител телевизија.